Се наоѓаме на првата трка Спектратон во организација на Зегин. Тука со нас е една од собственичките на компаниите, организатори на трката, која покрај тоа што е организатор и учествуваше на самата трка, и за Мија ќе ни каже нешто повеќе колку учесници има, трките се поделени на повеќе категории, која е главната цел? Главната цел е да собереме колку повеќе средства. Хуманитарна е целта, средства за реновирање на социјалниот клуб за адолесценти со аутизам. Трчавме, дадовме поддршка, нимало голем број, добивме поддршка од многу компании, од многу луѓе поединци, благодарност до сите, затоа што покажавме дека знаеме да бидеме хумани, знаеме да се почитуваме, да подадеме рака на тие што им треба, да бидеме хумани, треба да се гордееме. Сега за вашето учество, како е чувството да се истрчи? Тешко ли беше? Со мали прибрани, не е ништо тешко кога се сака, се може. Порака до младите за крај? Дечки, поддржувајте ја хуманоста, поддржувајте го спортот, да се дружиме, да се почитуваме и да се сакаме. Благодарам. Еве еден од учесниците само што ја заврши трката и вие да ни кажете нешто повеќе и за гледам бајаги. Треба напор. Па да, мога ви прво да ги поздравам сите надпреварувачи и организаторот, општествено одговорната компанија Зегин и фондацијата доктор Верица Меканџиска. Ова е голем ден за сите, пред се за хуманистите и за сите луѓе кои што зема учество на неколку илјади спортисти, рекреативци и надпреварувачи. Прекрасен е поводот, прекрасен е настанот и се надевам дека и со спортувањето барем малце допринесовме на оние кои што им е најпотребна помош за да можат да бидат рамо до рамо со сите луѓе. Имаме ли информација колку луѓе учествуваа? Па мислам дека околу 2000 надпреварувачи, рекреативци и деца имаше. Ние завршивме трката на 5 км, се уште трае на 10, а потоа и дечиња. Благодарам, со среќа. Еве еден надпреварувач кој ќе ни каже нешто повеќе за него, за оваа трка. На колку километри се надпреварувавте? На 10 километри. Кое време? 44 минути. Така, дали некој рекорд можеби совладавте? Не, пеколно е времето. Беше да се истрчат, да се поддржи овој хуманитарен настан. Имаме пишувано за вас, на повеќе трки сте учествували, еве за Мија да ни кажете која е вака најтешката и една порака до младите. За мене најтешка беше Бостон. Трката маратонот во Бостон. Младите само да трчат како него. Така, и вие истрчате? Да. Добро. Поздрав до сите делчевчани мои и да трчаат. Гледам дека све поголем број ги има на трките, да продолжат така, да се дружиме, да трчаме и да пиеме по некој пиво после. Нека ви со среќа. Ајде, поздрав. На кратко, ваши импресии, сиде помалку, ајде. Супер си беше. Много добра организација. Колку време треба да се спрема човек за ваква трка? Па ми воопшто не мора, да, само волја, добра волја и тоа е тоа. Благодариме.